Почитувани медиуми, почитувани прилепчани. Точно 2 години после локалните избори. Констатацијата на Прилепчани е јасна и недвосмислена. Борче Јовчевски е најслабиот градоначалник во историјата на Прилеп. Она пошто градоначалникот од ДПМН ќе остане запаметен е фактот дека тој е единствениот татко на градот, кому му успеало од неговата листа на желби, наречена изборна програма, во 24 месеци да не реализира ниту еден од ветените проекти. Ги нема ветените катни гаражи, ниту 3 кружни текови кај Табана, Тинекс и нова автобуска станица. Сообраќајната инфраструктура во градот е под секое ниво. Дупките на улиците станаа кратери, а наместо најавената борба со бесправно изградените објекти, пред очите на Јовчевски во централното градско подрачје никнуваат дивоградби. Голема лага на Борче Јовчевски се бесплатниот оброк за сите ученици до 4-то одделение и бесплатните униформи за учениците од социјално загрозените семејства. Мртво слово на хартија остана и ветувањата за реконструкција на старата Прилепска чаршија, амфитеатарот во Вароч, плоштадот Александрија и арт плоштадот пред Марко Цепенков, спортските игралишта и парковските површини во Прилеп. ВМРО ДПМН и Јовчевски ги излажаа жителите на населените места, кои не ги добија ветените детални урбанистички планови, малите акумулации за напојување на стоката, а светло на денот не го видоа ниту помпезното најавените водоводни и канализациони мрежи за населените места. Наместо помош, на маргините ги оставија спортските клубови, меѓу кои прилепската гордост фудбалскиот клуб Победа. Не само што за 2 години не успеат да реализираат ниту едно изборно ветување, туку ВМРО ДПМН и Борче Јовчевски покажаа крајна неспособност да ги завршат започнатите проекти од претходната локална власт на СДСМ. Меѓу нив е градинката во населба Точила, која се уште не ги отворила вратите за 250 дечиња од градот, а го шетаат нивниот лидер Мицковски за сликање во таа градинка. Но затоа постојат неколку работи кои градоначалникот Јовчевски и председателот на Совет и прв човек на ВМРО ДПМН Дејан Продановски не им ги ветија на прилепчани, а со чија реализација пријатно ги изненадија своите сограѓани. Тоа првенствено се однесува на драстично зголемениот данок на имот, за кој граѓаните ќе плаќаат сума и до 5 пати повисока од досега. Тука спаѓа и веројатно најголемата лага на ВМРО ДПМН, со која наместо намалување на сметките за вода дојде до нивно зголемување. Нови цени повисоки за 67% добија услугите на комуналец, а поскапеа јавниот градски превоз и паркингот. За окружувањето на катастрофата, наречена 2 години општинска власт на Борче Јовчевски и ВМРО ДПМН, се случи со нарушување на 20 годишната традиција и откажување на пиво фесто. Почитувани сограѓани, неспособноста на актуелниот градоначалник и владеачкото мнозинство во општинскиот совет да одговорат на потребите на граѓаните е видлива во секоја сфера на нашето живење. Од тие причини, во текот на следните денови ќе одржиме серија на пресконференции со кои уште еднаш ќе ја кажеме неспособноста на локалната власт предводена од Борче Јовчевски и ВМРО ДПМН. Ви благодарам.